Штипскиот полициски независен синдикат денес упати подршка на иницијативата за измена на кривичниот законник според кој нападот на овластено полициско службено лице во работно време ќе се санкционира најстрого со високи парични и затворски казни. За претходните неочекувани напади на полициски службеници при рутински контроли на дрвократци, како и при редовна сообраќајна контрола, најновиот инцидент во Гевгелија, кога е прегазен полициски службеник од страна на возач, независниот синдикат бара измена на формулациите кои се користат при изготовка на полициски записници. Председателот на независниот полициски синдикат Гоце Тодев Делчев денес контактираше со високи представници на независниот синдикат од Словенија, пренесувајќи го ставот на оваа македонска синдикална конфедерација. Никако да се донесе закон со кој напад или чепкање на униформа на еден полициски службеник е напад на држава. Не можам да разберам до кога се тоа ќе го говориме, никогаш нема да се случи да во парламентот влезе еден закон со кој на вистина полицајецот ќе биде со закон заштитен. Меѓутоа 40 напаѓачи кои го направиле сето тоа за да ги заштитат нивните камиони и криминалот, и едноставно многумина од полицајците ме прашуваат дали животот на еден полициски службеник вреди еден кубик украдени дрва. Штипскиот независен синдикат, чиј председател е Роберт Богатинов, брои 200 членови. Ја има подршката на СВР Штип, објаснуваат за Емнет Делчев, кој го пренесува заедничкиот став на ова синдикално здружение, преточен во официјално барање до македонскиот парламент за измена на формулацијата на полициските записници. Имено на предлог на Штипскиот независен синдикат, како и останатите поактивни синдикати, во иднина ќе се бара попрецизно дефинирање на евентуалните напади врз полициските службеници. Ова уследи по направената огромна грешка од страна на помалку упатен полициски службеник, кој во изготвувањето на записникот од нападот на командирот на Велешката патрола, кој се уште се бори за сопствениот живот, наместо обид за убиство, е нотирано дека при оваа рутинска полициска контрола на дрвократци, напаѓачите, иако извршиле обид за убиство на полициски службеници, во полицискиот записник е нотирана поблага форма на кривично дело, односно немилиот настан е забележан како физички напад, што повлекува поблаги казни за сторителите.